На прашањето дали младите имаат страв од јавно говорење или јавен настап, ќе кажам да, и тоа големо да, затоа што искрено многу малку млади луѓе познавам кои што имаат свој лично изграден став и кои што не се плашат да кажат што сакаат и зошто сакаат. Јас веќе 6 година поред сум оратор во клубот на оратори на градот Скопје како невладина организација. Тоа беше првото место каде што јас како млад човек се изградив со свој јас, односно местото каде што се здобив со чувство за борење против стравот, така да го наречам. Односно, она чувство кое што многумина се плашат да го изразат, односно борат против тоа чувство. Како млади луѓе сите треба да си имаме свој став изграден, но не треба да се плашиме од ништо. Прво јавниот настап, зошто да се плашиме од јавен настап, кога со самото тоа што ни кажуваат имате јавен настап, тоа значи дека ние самите имаме шанса на некое место, во некое време да кажеме што сакам и зошто тоа го сакам, или зошто тоа е така или зошто тоа не е така. Имено јавното говорење, односно обуките за јавно говорење кои што се држат во клубот на оратори, мислам дека многу би им помогнале на младите луѓе, не само поради тоа што јас сум сега член таму па да го промовирам клубот, напротив. Тоа беше местото каде што јас го победив својот страф од јавен настап, имав можност прво во училиште кога бев трета средно да застанам пред сите професори да кажам зошто не ми одговара некоја оценка или доколку видам неправда да станам јасно гласно да си кажам да ова се случи вака беше, не требаше така да биде, требаше вака да биде. Потоа јавното говорење, односно јавниот настап ќе може да ви помогне многу како луѓе и кога ќе се сретнете со првото интервју за работа или оној момент кога ќе застанете на патот и ќе треба да се одлучите по кој пат понатаму треба да одите, кога ќе бидете на една раскрсница во животот, кога треба да одлучите дали ќе се плашите цел живот и ќе стоите позади некој си друго свое јас кое што го имате, или да застанете на една улица и да кажете ова е моето вистинско јас нема да се плашам од јавен настап, јас немам потреба да се плашам од јавен настап. Како пример ќе се земам себе си, пред да почнам со јавното говорење имав многу страф од тоа да застанам пред луѓето и да кажам која сум јас и зошто нешто сакам така да биде. Ова што го држам тука со мене се сите сертификати, вака и дипломи, кои што ги имам освоено со јавното говорење. Тоа е само едно парче хартија, кое што нема толку големо значење колку што она ќе се стекне со јавното говорење како чин на усовршување на своето јас и градењето на личниот став, за да може нели јавно да се настапува. Ова парче хартија можеби на некого ништо не му значи, но јас кога си ги погледнам вака сите сертификати и награди кои што ги имам освоено со јавното говорење, си добивам повеќе на самодоверба. Си викам да, јас сум го победила стравот од јавниот настап, јас можам повеќе, јас ќе успеам и понатаму. На сите млади им препорачувам да застанат на своите нозе. Јас имам 20 години, полни 20 години и мислам дека веќе на овие години имам застанато на некој цврсти нозе, односно знам што сакам во животот и знам за што ќе се борам. И нема никогаш да се плашам од тој јавен настап, кади да ме сретне и никогаш нема да биде страв да застанам на говорница, било кога и било кади да кажам јас сум Ана Ризовска, јас мислам вака и вака или јас го сакам ова и ова. Сите млади луѓе заслужуваат да имаат некој јавен настап, без оглед дали тоа ќе биде за медиум или општо пред другари и пријатели. Јавниот настап сватете го како животот, односно вие треба да си изградите став кон животот. Тоа е најголемиот јавен настап кој што ние како луѓе го доживуваме со текот на нашето живење. Затоа борете се за своите права и никогаш не плашете се да застанете јавни да кажете кои сте и што сакате. А доколку имате страф, имате трема и не знаете тоа како да го направите, обратете се во клубот на оратори кој што се наоѓа на правниот факултет Јустинијан I и таму ќе се здобиете со таа вештина. Благодарам.